Пристигна веќе и нашата гостинка Виолета Танчева-Златева, поетеса, писателка, лекторка. Главниот повод за незиното денешно гостување овде е тоа што таа е добитник на наградата Антево слово. Добро утро. Добро утро. Виолета, се договоривме да бидеме на ти. Морам веднаш да им кажам на гледачите дека обично персирам и нели кога некој ќе ти рече не ми персирај, тогаш веќе треба да се престане со тоа. Затоа и ве преминувам. А ти, Виолета, од какво значење е оваа награда во поетскиот свет? Па, според одекот што го имаше, меѓутоа пред се според името што го носи, Антево слово, мене лично, а и на сите почитувачи на македонската книжевност, наградата значи многу. Таа е востановена пред 6 години и интересен е контекстот, затоа што е во соработка со еден меѓународен поетски конкурс за поезија, што се вика Il Parnaso од Италија, и таму тој поетски конкурс е востановен во чест на еден нивен исто така голем книжевен великан, Анджело Лавекија. Значи, исто како што овде синовите на нашиот Анте Поповски се трудат да го сочуваат неговото дело, Жорж и Александар, така и неговиот син, значи таму Геро Лавекија, се труди да го зачува споменот на својот татко, неговото значење во книжевниот свет, воопшто во културата на Италија. Па, впрочем, еден поет не умира се додека не умре неговото дело. Така што значи се уште се живи. Значи, пред 6 години Сдруженијето за развој на културата и за заштита на културата од Струмица Контекст со Митко Гогов на чело се вклучија во таа иницијатива, во тој конкурс, и фактички сега излегува дека нашево Антево слово е дел од таа меѓународна манифестација, од тој меѓународен конкурс за поезија. И интересно е тоа што од сите земји што се вклучени во тој конкурс, на крај се избира еден главен победник и се прави антологија, своевидна антологија на сите победници, на сите застапени, на сите што учествувале фактички, веројатно некој подобар избор се прави и се објавува. Минатите 2 години, пандемиските години, спречија доделување, официјално доделување на наградата, така што годинава е во план да се доделат не само годинашнава награда Антево слово, туку и за изминатите двајца учесници, тоа бија Иван Антоновски и Ива Дамјановски. И ќе биде присутен и синот на Анджело Лавекија, Геро ќе биде тука и така. Мислам дека ќе се направи убав настан. Видите, оваа наградава Антево слово ја добивте за песна. За песна се доделува. И тоа, колку што разбрав, едногласно жирито ви ја доделило токму, пак рекувам, токму тебе наградата. Но ме интересира, еве ние лаички ја читаме песна, било која песна, така. Кои се критериумите? Што е она што носи бодови во наводници кажано, што ете токму таа песна ја одвоила од сите други? Да. Тоа е секогаш малку прашање што крие некоја замка во себе, особено за, како што викаш, лаиците. Мене ми е многу драго дека жири комисијата од еминентни проучувачи, значи, на книжевноста, од 120 пристигнати песни ја избрале токму мојата. Порано не се поинаку веројатно се работеше во жири комисиите, јас самата сум била член на многу комисии, значи не се бодуваше, туку едноставно од твојата естетска, книжевна оценка и така, се ги рангираш некако. Личен впечаток на некој начин, така? Да. Се е личен впечаток, значи се е субјективна оценка. Меѓутоа, ако го имаш познавање од областа за која жирираш, тогаш веќе е поинако. Е значен твојот личен впечаток. Да, и многу ми е драго што едногласно сум ја добила наградата. Што оценуваат? Веројатно оценуваат како што стоеше и во образложението, дека сум доследна на својата досегашна поетика, меѓутоа дека постигнувам и некакви нови вертикали во македонската книжевност. Така.
Имаш завршено и книжевност Да. и таму секако дека учите кои се правилата? Како се пишува една песна и дали треба слепо да се следат тие правила или пак може да се испочитуваат правилата пак да не допре до никого тоа? Вака, на факултет значи не те учат ништо практично. Собираш теоретски знаења. Меѓутоа тие теоретски знаења веројатно ти го збогатуваат духот, ти ги шират хоризонтите, видиците и така натаму, да размислуваш малку поинаку. Јас лично не следам никакви правила и веројатно и секој што го има поривот, дарбата да пишува, не следи правила. Тоа доаѓа, тоа е некој изблик во тебе. Многу мои колеги некојаш кога разговараме за тоа, за тој процес на пишување, мотивација и така натаму, согласни сме со тоа дека ние сме како некој вид посредник, медиум, речено со денешниот модерен јазик, затоа што тоа е навистина еден чудесен процес кога ти доаѓа, не знаеш од каде ти доаѓа, не знаеш како, кога ќе ти дојде. Меѓутоа, доволно е едно нешто да те чепне една слика, не знам, еден збор и поттикнува во тебе размисли, како ти тоа го сваќаш, како преку тебе тоа минува и го пренесуваш и пренесувајќи го сега. Правилата се сами си ги наметнуваме, нели, да биде тоа на добар јазик пренесено, да ги изразува чувствата и на другите луѓе. Ама тоа што јас го чувствувам на крајот на краиштата го чувствуваш и ти и сите ние сме сите исти. Така што правила нема. Во литературата, особено во поезијата, затоа и постои оној поетски термин поетска слобода. Колку е актуелна 21-виот век поезијата? Поезијата секогаш... И дали треба да е актуелна воопшто? Па треба да е актуелна затоа што поезијата е есенција на чувствувањата, меѓутоа е и одраз на сето она што се случува околу нас, не само во нас. Ние поетите пишуваме не само за нашите чувства, особено во љубовна лирика, преку нашата поезија всушност наоѓаат израз и општествени, социјални проблеми и така натаму. Поезијата на времето била сметана за врвна уметност. Денес го нема тоа место, за жал. Меѓутоа, во оние книжевни кругови или кругови кои што, не знам, ја почитуваат естетиката на живењето и така натаму, секогаш ќе се има посебно место, затоа што е еден дестилиран израз на јазикот. Ние почнавме зборуваме за поезијата, бидејќи наградата нели конкретно вие за песна, но пишувате и други жанрови. И тоа, мислам, речи се сите, има некој жанр што... Нема, пишувам се, иако не сум објавила се. Например, имам неколку драми што уште не сум се решила да ги објавам. До сега имам објавено поезија и проза. Во декември 2022 ја објавив последната прозна книга Раскази од минатиот век, тоа раскази што стоеле 30 на години. Буквално од минатиот век, буквално од минатиот век, а поезијата ми е некако побрза за пишување, значи не бара толку физичко време и е поподатна за пренесување на чувствата. Мене ми е лично секогаш најсимпатичен оној дел, имате пишувано и детска литература. Се тоа е посебен свет и уживате да бидете во тој детски свет. Сакале некеле мора да станете и вие дете за да пишувате на нивниот јазик, така? Писателите особено, иако сите ние си го имаме детето во себе, писателите особено не го губат, ми се чини, никогаш контактот со детето во себе. Тоа кај мене беше уште поизразено, веројатно и кај секој родител кога му се мали децата. Значи, книгата за деца Шарени писма ја напишав кога ми беа мали децата. Син ми кога беше малечок, кога имаше 3-4 години, тогаш на свет дојде и ќерка ми Јована. И тоа е всушност книга за нивното растење. Во неа се собрани сите ликови, сите деца од мало со кои се играа, сите мајки, татковци, баби таму. И тоа е всушност едно сведоштво на тоа време што одмина. И најде на многу добар прием токму поради тоа, затоа што е жива, реална книга, не е нешто измислено. Имате навистина богат опус, невозможно би било да набројам се. Ми нема потреба. Како започна се? Претпоставувам и пред студентските денови. Да. Нели? Човекот што има дарбата за нешто, таа дарба ја пројавува од најмали нозе, речено, уште кога е најмал, така и јас, значи, како и сите други, сум пишувала уште во основно училиште. Меѓутоа,
доаѓа момент кога сакаш, што е нормален човечки порив, тоа што го работиш, да го изнесеш, да го видат и другите, да го просудат, дали вреди, дали не вреди. И почнав всушност со објавување во Наш свет. Тогаш Наш свет ни беше идол списание. Од Наш свет понатаму конкурс имаше во Книжевна младина на Македонија за ракопис. Не ми помина, ми најдоа некои забелешки влијани од Борхес, не знам, од ова, од она. И истиот ракопис Ама им го памтите уште, да, конкурирав. Тие се многу добри забелешки, ти укажуваат. Со истиот ракопис потоа конкурирав, имаше конкурс независни изданија Ѓурѓа за поезија и за проза. И добив прво место за проза. Објавувањето на книгата всушност беше наградата покрај други некои символични награди и така влегов во светот на книжевноста. Со проза, иако цело време пишував поезија. И потоа си почнаа работите една по една. Виолета донесе и книга овде за еден наш гледач или гледачка. Да. Која книга? Тоа е книгата Глуво време и намерно ја донесов таа книга затоа што пак е поврзана со името на Анте Поповски. Анте Поповски Антево Перо се вика наградата, значи Сдруженијето за зачувување на името и творештвото на Анте Поповски. Исто пред 6 години востановена. Тоа е награда што се доделува за поетски ракопис, необјавена книга. Минатата година Јулијана Младеновска Тешија ја доби главната награда со објавување на книгата, а јас и Славица Гаджева Свидерска добивме Антев Златник, значи за нашите книги. Минатата година Златник добивте, оваа година Словото го добивте, Оваа година Словото. Мојата матична куќа издавачки центар 3, каде што работам како лектор, ми ја објави книгата Глуво време. Тоа е всушност книга многу актуелна, поетска книга која што зборува за времето што го живееме. И е татковинска книга, значи книга посветена на Македонија, на сите проблеми со кои се соочува на секој можен план и книга за македонците, колку сме свесни и колку сме всушност несвесни да си го зачуваме својот национален идентитет и јазик. Тоа и тоа што сакам за крај да ве прашам, како лектор сега ќе ве прашам, но ги отвораме телефонските линии така што може слободно се вклучи еден гледач кој што ќе сака да ја добие оваа книга од нашата гостинка и сега да преминеме на лекторството. Како лектор, еве да почнеме од преводите, така? На што се имаш наидено овие години и дали некогаш ти се ежи кожата буквално тоа што читаш? Многу си ја сакам лекторската работа, значи некогаш имам обичај да кажам, да ја споредам лекторската работа како влегување во една затревена нива. Мора да ги искорнеш лошите треви за да излезе на виделина цвеќето или она што е посадено. Последниве години преводот воопшто кај нас во Македонија многу се разликува од поранешните преводи, книги што сме ги читале ние како деца. Многу големо влијание има англискиот јазик. И значи тоа се забележува на секое можно ниво, почнувајќи од самиот строеж на реченицата, како се поставени. Да, збороредот внатре. Тоа е толку голем наплив на англискиот јазик, е просто чудесно. Понатаму има некои англиски зборови што само се помакедончуваат. Например, наместо преведувачот да се потруди да побара соодветен македонски збор. Ние знаеме да се пожалиме некогаш дека ние сиромашен македонскиот јазик. Воопшто не е сиромашен. Ние не си го познаваме. Например, за оној збор од кој ми се ежи кожата, предатор. Ние имаме многу можни варијанти како да го пренесеме во зависност од контекстот. Тоа е звер, може да биде насилник, може да биде грабливец, може да биде мршојадец и така натаму. Значи, зависно од контекстот, ние можеме да си најдеме прекрасни македонски зборови, наместо да стои англиското предатор само по македончено. Виолета, мала пауза само ќе направиме, куса пауза, да бидам литературна. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, Искра, до гостинката. Благодариме. Се најдобро. Јас се јавувам од Крушево.
Уште убаво. А, Епа ви завидувам. Да. Сакам да кажам дека многу ви е добра емисијата и се јавам за книгата. Сакам да ја Секако. прочитам. Секако. Сега да ве прашам, имате некој во Скопје или планирате да дојдете на кај... Не, ги остави податоците во режија. Ги оставивте податоците во режија, Да. затоа што ако некој доаѓа на кај Скопје, може во ваше име да ја подигне. А не, ми рекла дека може да ми ја пратат. Ќе ја пратиме Може? на госпоѓата, да, ќе ја пратиме. Дали во по тој пошта? случај оставивте телефонски број? Остави се податоци во режија Одлично. и се договоривме. Одлично. Тогаш ќе ве побара нашата гостинка или од Да. книжаницата 3 ќе ве побарат и некако ќе ви ја достава дотаму. Нема Јас никој моментално во Скопје. добро, ако ништо страшно, јас Нема би бегала, проблем, јас би нема седела проблем. во Крушево да ви кажам право, но да ве прашам Ќе дали дојдете кај мене. па ќе дојдеме, зошто да не, Нема да. проблем, ве поканувам. Ако треба ви јас ќе ви ја донесам. Ако мора да ве прашам, дали сте љубител на поезијата? Да, премногу Да. многу сакам да читам книги и затоа се јавив прв пат се јавам во вашата емисија. Така да премногу сум задоволна, среќна затоа што ете освоив награда. Одлично. Честитки. Многу ви благодарам. Исто на вас. Поздрав до вас. Поздрав и успех и до писателката. Благодарам. И рековте прв пат се јавувате, така Да. што очекувам втор пат да се јавите откако ќе ја прочитате книгата. Постојано ви ја пратам, значи вашата телевизија постојано ја пратам, ама ете сега прв пат доби. Мило ми е во секој случај и да не ја пратите постојано, книгата ќе си ја добиете, да си знаете дека е ваша. Виолета, ни остануваат уште ништо, уште веќе не ни останува за жал од баш ми е времето, жал, што значи убаво ќе ни мораме тргна да ја муабетот. повториме средбата, особено за писменоста каква Да, ни е. би сакала. Дали ја негуваме и зошто не, тоа би било така. Се придружувам на желбите за успех на Благодарам. гледачката, иако веќе имате успех, но секогаш може и повеќе Секогаш може понатаму. повеќе и подобро. Што значи очекуваме драма следно, така? Дај Така Боже. некако испадна муабетот. Ти благодарам многу уште еднаш за Благодарам, ова Искра, гостување. исто така.